Страдалната седмица ја представува последната седмица од Христовиот живот на земјата. Таа е недела на страданијата Господови, во спомен на последните денови од земниот живот на Спасителот наш, Господ Исус Христос. Оваа седмица се нарекува и Велика седмица, поради големината на настаните што се случиле во неа. Свети Јован Златоуст вели: во таа седмица е пресудена древната тиранија на ѓаволот, победена е смртта, врзан е силниот ѓаволот и уништено неговото оружје. Искупен е гревот, симната е клетвата и рајот е отворен. Тогаш небото престанало да биде недостапно, а луѓето се зближиле со ангелите. Падната е преградата што ги разделувала луѓето од Бога и границите се избришани. Бог на мирот ги измирил небесното и земното. Според сведочењето на светите отци, особено свети Јован Златоуст, 4 век, христијаните во првите векови ги зголемувале своите молитви и постот во страдалната седмица. Тие се обидувале да бидат подобри, пострпливи, повоздржани и поправедни кон своите ближни, правејќи дела на љубовта и милосрдието. Деновите на страдалната седмица Господ Исус Христос ги поминал во Ерусалим и во храмот. И православните христијани овие денови сега ги минуваат во храмовите. Тие се таму и наутро, и навечер, и по цел ден, молитвено се потсетуваат на евангелската историја на Богочовекот и Спасител Господ Исус Христос. Во текот на страдалната седмица ни се представува централната библиска содржина. Гледаме дека целата Библија е христоцентрична. Незината главна личност е Господ Исус Христос, а главно дејство – спасението на човечкиот род. Преубави и вдахновени се црковните песни што се пеат на богослужбите во Страстната седмица. Тие ги галат нашите души, ги издигаат до небесните убавини и до рајските радости. Со љубов и со побожност се следи секој евангелски збор и чекор по чекор, преку верата и духовното расположение, се не внесува во спасоносните настани. Во овие денови верниците стануваат сострадалници Христови. Во тие дни ние одиме по стапките Господови и по неговиот пат до крстот. Патуваме од Витанија до Голгота, од неговото царско влегување во Ерусалим, до неговите искупителни страдања на крстот, а потоа и до светлото торжество на воскресението. Дуже полезно е читањето на поучни текстови за овие празници. Тие се полни со библиски содржини и со нивно разјаснување и толкување. Тоа не пренесува во Евангелието и не води во дружба со Господа. Ние сме со Бога и Бог е со нас. Црквата се потсетува на последните денови на Христос во Ерусалим, неговото влегување во храмот и растерувањето на трговците од него. Оти тоа е место за молитва, а не пазар. Христос на своите ученици во повеќе наврати им зборува за страдањето кое му предстои, како и крајот на времињата и страшниот суд. На Велики понеделник црквата говори и за неговата беседа во храмот, за злобните лозари, како и проколнувањето на бесплодната смоква која го представува јудејскиот собор, во кој Исус Христос не нашол вистински плод, туку само лицемерна сенка на законот, но и човечката душа која не ја познава молитвата, покајанието и која не носи духовни плодови.